Советот на општина Гостивар на денешната седница не спроведе гласање за членови на управниот одбор на регионалното претпријатие Русино. Изборот на членови беше ставен како прва точка на дневниот ред, но беше повлечен. Како што објаснија од Комисијата за верификација и именувања, повлекувањето доаѓа на барање на иницијативата Стоп Русино, а го поддржаа сите советници. Ова практично значи дека формирањето на претпријатието е одложено. Од Стоп Русино сега бараат поддршка од Советот и за измени на планот за управување со отпад во делот на рокот за дислокација на депонијата. Сакам да ви кажам дека вчера успеавме со сите пратеници и со министерот и со градоначалникот Армен Таравари да дојдеме до еден заеднички договор да го затвориме Русино за 5 години. Но оваа битка нема да заврши тука, заради тоа што сега зависи од нас многу работи. Ви благодарам вас што успеавте да ни дадете време да ги извлечеме подписите на сите градоначалници на министерот со тоа што ја тргнавте точката за претпријатие. И сега има следна точка која што треба да се стави, а тоа е да се одобри дозволата за работа горе на Русино, но додека не го смениме регионалниот план, Стоп Русино ве замолува да не поддржите и тука уште малце. Откако гласаа за повлекување на изборот на членови за регионалното претпријатие, советничката група на ДУИ ја напушти седницата. Рекоа дека тоа го прават во знак на поддршка за нивната колешка советничка Бурбуке Емини, која без законско образложение била отпуштена од работа, односно не е бил продолжен договорот за работа како наставничка. Од општинскиот сектор за образование пак нагласија дека процедурите при ангажман на просветен кадар доследно се почитуваат. Денес се случија и промени во составот на Советот. На местото на Арафат Шабани од Беса, кој стана заменик министер за образование, како нов член дојде Насрие Велиу. На денешната седница беа разгледани и усвоени барањата на училиштата за начинот на одржување на наставата, како и неколку одлуки за легализација на дивоградби.